во годинешниот прогрес репорт на Европската комисија оди еден чекор понапред кога станува збор за детектирањето на состојбите со кои што се соочува Република Македонија. Секако дека со самиот факт дека извештајот почнува дека земјата не забележува напредок, препораките кои што се однесуваат, сега јас ќе зборувам за делот човекови права, немаат големи отстапувања од она што беше дефинирано и во минатогодишниот извештај. Но она што е забележливо дека постои една поголема смелост во дефинирањето на системот. Вие веројатно приметивте дека во неколку наврати се споменува заробена држава и заробени институции. Тоа е квалификацијата која што граѓанскиот сектор со години наназад ја изразува како своји наоѓања кога станува збор особено за принципот на поделба на власта, кој што години наназад во Македонија веќе не се чувствува, бидејќи имаме предоминантна влада, извршна власт која што директно влијае на постапувањето и на собранието и на секако судската власт, односно правосудството. Она што мене ме прави задоволна е тоа што во овој извештај кога станува збор за судството веќе се споменуваат реформи по однос на дисциплинските постапки и разрешувањата на судиите. Исто така споменувањето на блупринтот кој што содржаше препораки кои што се многу блиски кон реформските приоритети, па и забелешките во извештајот на Прибе. Мислам дека ова смелост, да кажам, иако задоцнета од страна на Европската комисија, се должи на фактот што со извештајот на Прибе веќе се воспостави некаков стандард и сега мислам дека не можеше да се ретерира и да Европската комисија поблаго да истапува кога станува збор за состојбите во земјата, бидејќи немаше да биде конзистентна со она што беше веќе дефинирано во извештајот на Прибе. Затоа и се следи таа дикција од извештајот на Прибе, па се обрнува особено внимание на специјалното јавно обвинителство, се обрнува особено внимание на механизмите за заштита и регулаторните дела, особено на омбудсманот, кој што знаете дека беше дел и од извештајот на Прибе. Инаку, другите состојби, кога станува збор за затворите, за полициското постапување, потребата од тоа да се има надворешен механизам врз работата на полицијата, тоа се препораки кои што не се само од минатата година, туку години наназад. Кога станува збор за манирот кој што се однесува оваа власт и секоја критика нели се разгледува контрапродуктивно и тенденциозно, меѓутоа јас лично воопшто веќе и не се замарам со тоа што провладините медиуми ќе напишат за мене. Си водам постапки за сето она што тие го пишуваат за мене, особено за мојата инволвираност во шарената револуција. Веќе ја добив постапката која што се водеше пред Агенцијата за лични податоци, а сега ќе биде започната и кривична постапка поради личните податоци кои што беа дадени очигледно од Управата за јавни приходи, односно злоупотребени од понатаму од страна на медиумите. Така да не гледам причина дека би требало да воопшто обраќаме внимание на етикетите кои што оваа власт не ги става постојано.